Дневникот на ТВМ ке гледате. Охрид ќе добие дневен центар за деца со церебрална парализа. Во пораст бројот на граѓани кои за прв пат дарувале крв, Црвен крст Охрид го одбележува денот на крводарителството. Од денес стапува на сила мерката 0% ДДВ за основни прехранбени производи. Пештанци бараат изградба на пристаниште. Зачестено нарушување на јавниот ред и мир во полицискиот билтен. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно облачно со повремени и кратки сончеви периоди, но ветровито и релативно топло, беа измерени максимални 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок облачно и посвежо. Ке има слаби врнежи од дошта над 600 метри надморска височина, ке провејува и слаб снег. Во петок над најголем дел од Европа стабилно време со сончеви периоди, релативно топло. Локално во југоисточна, јужна и југозападна Европа слаби локални врнежи од дожд, но се уште релативно постудено време. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност, но свежо во јужните и југоисточните делови зголемена облачност и услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура од 5 до 17 степени Целзиусови. Во Македонија во петок умерено облачно време, повремени сончеви периоди, ветровито и посвежо со пад на дневните температури. На југ и југоисток од земјата нестабилно, со услови за слаби локални врнежи од дожд, ќе дува засилен северен и североисточен ветер, минималните од -5 до 3, максималните од 4 до 10 степени Целзиусови. Во Охрид во петок времето умерено облачно со сончеви периоди, минималната 1, дневната 8 степени. Во сабота умерено облачно време, сончеви периоди, но минусни температури во утрото од -2 степени. Дневната максимална 7. Во недела и понеделник претежно сончево време со локална облачност. Пад на минималните температури на -4, односно -3, а дневната останува 7 степени Целзиусови. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, Фризерско студио Анита. Сликај, сними, испрати на Ти си твојот град @tvmm.mk и доби подарок. Секој ден доделуваме вредносен ваучер од Маркет Кипер, Пицерија Леонардо, Бако, Лаунџ бар Октава, Кебапчилница Вкусно или незаборавно крстарење по Охридското езеро со брод Армада. Затоа што ти си твојот град. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Советот на општина Охрид едногласно ја усвои одлуката за доделување простор за формирање дневен центар за децата со церебрална парализа. Просториите се во поранешната касарна. Останува да се опремат со соодветни помагала, да се вработат стручни лица и конечно Охрид да добие центар за згрижување на оваа категорија лица. Охрид ќе добие дневен центар за децата со церебрална парализа. Градските советници на вчерашната седница едногласно ја усвоија предлог одлуката за доделување на простор за формирање на ваков центар. Просториите се во поранешната касарна во Охрид. Конечно, децата со церебрална парализа ќе добијат катче за социјализација, анимација и дружба, бидејќи во недостиг на ваков центар, тие со години живеат во изолација. Охрид покажа дека има волја, има свест, има желба. Ова е еден многу убав гест кој што општината го прави кон овие лица и семејства, со кој што покажува дека Охрид сака да им помогне на овие лица, да ги издигне од тамот кај што се наоѓаат и да ги вклучи во општеството. Децата да имаат место каде што ќе можат да уживаат, да добиваат соодветна терапија, која што ќе биде и модерна. Значи, ние веќе имаме нешто кај нас во Македонија што е поново терапи, меѓутоа во план сум наскоро да имаме уште една исто така многу добра терапија, која дечината таму во центарот ќе ја добиваат. Центарот треба да биде опремен со соодветни помагала за згрижување и анимација на децата со церебрална парализа. Во него ќе работат дефектолози и логопеди. Средства за оваа намена ќе се бараат од меѓународни фондови и донации од општествено одговорни компании. Просторот го добивме, таков беше и договорот со општината, такво ни беше и барањето. Сега треба да го доуредиме, да почнеме со уредување на просторот нормално. Ќе ни требаат фондови. Очекуваме сега некои проекти дали ќе бидат одобрени. Ако не очекуваме од да ни помогнат повторно охриѓани, значи општествено одговорни компании, под национални фондови, нешто од амбасади, ќе се ангажираме, ќе го премиме. Со челична волја, здруженијата кои со години се борат за подобрување на квалитетот на живот на оваа категорија лица, конечно успеа да добијат простор. Тие упатија јавна благодарност до медиумите, градоначалникот Пецаков, советниците, советничката од Левица и оделението за детска и социјална заштита и образование при општина Охрид. Во пораст е бројот на граѓани во нашата земја кои за прв пат дарувале крв. Во нашите медицински установи нема недостаток од крв и крвни деривати. Денес се одбележува Денот на крводарителството и 77 години од формирањето на Црвениот крст на Македонија. Крводарителството е хуман чин кој ги краси македонците. На Денот на крводарителството податоците покажуваат дека крводарителите биле активни во дарување на својата скапоцена течност за да спасат нечи живот. Во пандемиската 2021 Црвен крст на Македонија и службата за трансфузиологија оствариле 21% повеќе од планираните крвни единици во споредба со 2020 година, споделува Сашо Точков, председателот на Општинската организација на Црвен крст. Собрани се преку 52.000 единици крв во цела држава, што е потребно да се задоволат сите потреби на здравствените институции во државата, но и овде на локално ниво Црвен крст Охрид преку континуирани акции, вонредни и редовни во текот на целата година ги задоволуваше потребите за крв и крвни продукти во сите здравствени установи овде во Охрид. На почетокот на пандемијата се почувствува мал недостаток на крвни единици, но ситуацијата веднаш се надмина. Со добро организирање, воспоставување на мерки, стандарди и критериуми, работевме позитивно и ја надминавме ситуацијата во целата земја. Пандемијата не се одрази на крводарителството во земјава. Интересот кај крводарителите навистина е голем, без оглед дали се
се работи за пандемија, може би беа резервирани на почетокот заради стравот дека можат да се инфицираат, да се заразат, но како што поминуваше времето, крводарителите својата хуманост ја носат, сите тие луѓе се посветени на дарувањето крв и навистина без никаков проблем имавме голем одзив на крводарителските акции. Особено не радува што имаме голем број на првократни крводарители, оние што прв пат даруваат крв. Тоа се најповеќе од училиштата, но и на крводарителските акции кои се организираа на други места. Обштинската организација на Црвен крст им додели благодарници на граѓаните кои дарувале повеќе пати крв во знак на благодарност за поддршката која добиваат од крводарителите. Во Охрид има голем број вакви хумани граѓани, а околу 10 крводарители, дури 75 пати несебично биле дел од крводарителните акции. Денеска Црвен крст на Македонија одбележува 77 годишнина од основањето и 27 години полноправно членство во Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина. Лебот, брашното, јајцата, млекото, оризот, шеќерот, месото и сончогледовото масло од денеска мора да се продаваат со 0% ДДВ. Маркетите имаа рок до денеска да ги прилагодат фискалните апарати и да ги продаваат основните прехранбени производи со 0% ДДВ. Производите за кои од денес мора да се применува 0% ДДВ се лебот, брашното тип 400, млекото со масленост од 2%, 3,2% и 3,5% масленост, белиот шеќер, сончогледовото масло, месото и другите кланични производи за јадење, белиот ориз и јајцата. Ова значи дека сите продажни објекти кои ги продаваат споменатите производи примало продажба, потребно е да издаваат фискална сметка со даночна стапка од 0%, односно со ознака Г за добра и услуги кои се ослободени од данокот на додадена вредност, порача од Управата за јавни приходи. Мерката ќе важи до 31 мај годинава, а е дел од пакетот антикризни мерки кои ги подготви владата, а собранието ги изгласа со цел полесно справување со ценовната криза. 3 маркети на КАМ добија казна од 12.000 евра за фирмата и 3.600 евра за одговорното лице од пазарната инспекција. Ова доаѓа од како порталот А1 објави дека во КАМ не може да се купи масло, туку купувачите добиваа шише масло како гратис само ако направат сметка над 800 денари. Зејтинот го повлекле од рафтовите, а го имале на залиха во магазин. Директорката на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска-Димовска кажа дека ова е нечесно пазарно однесување. Инспекторите во вторникот направиле проверка на повеќе маркети на КАМ. Кај еден субјект имаме прекршочни платни налози за нечесно пазарно однесување, имаше масло во магазина, не на рафт. Има и прекршочни платни налози каде по Закон за заштита на потрошувачи кој се однесува на условување на купување на едни производи или други производи, што е казниво. Казната е 4.000 евра за правното и 1.200 евра за одговорното лице. Станува збор за еден трговец кој има повеќе маркети. Утврдено е во неколку градови, информира директорката Симеска-Димовска за резултатот од инспекцијскиот надзор. Директорката на пазарниот инспекторат побара од граѓаните доверба и трпение, порачувајќи дека нема да дозволат манипулации од страна на трговците. Пештани е туристичка населба без пристаниште. Пештанци бараат да се изгради наменски простор за паркирање на чамците. Повеќе од 5 децении населбата се запоставува само набиени колци на езерското крајбрежје во центарот, укажуваат на некогашната намера да се изгради пристаниште која до ден денес не се реализирала. Мештаните од Пештани бараат да се изгради пристаниште на нивното крајбрежје. Ние сме туристичка населба на брегот на Охридското езеро, во самиот центар на релацијата Охрид-Свети Наум, а сме оставени без пристаниште, вели Ѓоре Танески, председател на местната заедница. Танески додава дека од 3700 регистрирани пловни објекти во капетанија имаат бројни ситуации кога туристи застануваат со пловни објекти заради дефект или остануваат без гориво во летниот период, бараат помош од мештаните, а нема соодветно место каде да им помогнат. Бараме, значи, покрај санацијата на овие две пристаништа, ако се дозволи од УНЕСКО да се изгради пристаништето Марината во Пештани, да ги трнеме оние пловни објекти кои што се на плажата, да им дозволиме на туристите да можат слободно да седат на плажите, а не да гледаат 200-300 чамци на обала.
и сите на сето тоа реагираат. Сакаме развој на туризмот, а вака имаме само стагнација на стопанската гранка од која екзистираме. Придонесуваме со даноци во буџетот на Републиката и во општината, а Пештани се запоставува како туристичка населба со години, укажува Танески. Повеќе од 50 години, значи. Нема е стук, значи, онај материјал што требаше да се гради прво во Пештани, набиени се колците. Истиот материјал е дотур од Пештани, со ингеренци на тогашните власти, градоначалници, како биле, не знам, префрлени се тие материјали во Охрид, да се изгради во Охрид и во Светинаум, и Пештани е запоставено. Од местната заедница Пештани побарале во повеќе наврати до ресорното министерство да се изгради пристаниште, но до сега не добиле никаков одговор. Танески од името на пештанци повторно апелира до министерот за транспорт и врски и до капетанија да слушнат нивната потреба за изградба на пристаниште, кое недостасува за потребите на мештаните и на туристите кои доаѓаат во летниот период на одмор во овој дел од крајбрежјето. Виктор Попов и Марио Павлевски, ученици во втора година во Општинскиот електромашински училишен центар Светинаум Охридски, се квалификуваа на светски надпревар за креирање видеоигри. Во октомври минатата година се одржа најголемиот глобален настан за развивање на игри Game Jam Plus, каде што Виктор Попов и Марио Павлевски се представија со играта Paint the Thing. Од 24 тимови од Македонија и Израел, тие како најмал и најмлад тим, се квалификуваа на европскиот надпревар. Оттаму избија на прво место и се квалификуваа за светскиот надпревар на Game Jam, кој ќе се одржи во Бразил во јуни оваа година. Game Jam Plus се одржува еднаш годишно, истовремено на голем број локации во вид на 48-часовен маратон на кој се креираат игри за секаков вид платформи. Како дел од Интернационалната асоциација на развивачи на игри, негова цел е да ги обедини сите кои креираат или имаат желба да креираат игри и да поттикне креативност, соработка и експериментирање. Факултетот за туризам и угостителство од Охрид и граѓанската организација Инклузија организираат обуки за млади менаџери. Станува збор за 6 обуки на теми предприемаштво и мали бизниси, менаџмент на човечки ресурси, бизнис план, родова еднаквост и комуникацијски вештини како и лидерство. Првите 3 ќе се одржат од 23 до 25 март, а пријавувањето е во тек. Предавачи се магистер Ирена Бандилова, Игор Пешевски, магистер Елена Ристеска, магистер Весна Цветановска, Вахид Мемет и Ристе Ристески. Преку обуката, младите ќе имаат можност да се стекнат со ново знаење и современи бизнис вештини, кои ќе бидат од голема помош за нивниот постојан или иден бизнис, со цел поуспешна работа, поголем профит и обстојување на пазарот во време на економски кризи. Сите учесници кои ќе присуствуваат на целиот серијал обуки ќе се здобијат со сертификат. Сите заинтересирани можат да се пријават на веб страната fto.students@uklot.edu.mk. Нарушување на јавниот ред и мир, пријава за поседување марихуана и пожар во полицискиот билтен. Синоќа околу 23 часот во Севера Охрид приведен е 47 годишен државјанин на Република Албанија. Тој во угостителски објект лоциран на плоштадот Свети Климент Охридски во Охрид го нарушил јавниот ред и мир со викање и непристојно однесување кон вработените во локалот. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Јавниот ред и мир бил нарушен и на улицата Спас Банџо во Охрид, каде охриѓанец упатил вербални закани и употребил остар предмет кон 52 годишен сограѓанин. Против напаѓачот ќе биде поднесена соодветна пријава. Околу 21 часот и 30 минути во Севера Охрид приведен е 21 годишен охриѓанец, кај кого при преглед извршен на улицата 15 корпус, полициските службеници пронашли и одзеле марихуана. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во 20 часот и 30 минути синоќа во Севера Охрид пријавено е дека настанал пожар на земјиште со нискостеблеста вегетација во атарот на селото Волина, општина Деберца. Повредени лица нема, а пожарот е изгаснат од територијалната противпожарна единица од Охрид, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Следуваат вестите од светот.
Кина никогаш нема да ја нападне Украина, изјави кинескиот амбасадор во Украина Фанг Сијанронг за време на средбата со гувернер на регионот Лавов Максим Козицки. Ке помогнеме особено економски во оваа ситуација во која се наоѓате, ке се однесуваме одговорно, рече кинескиот амбасадор на Украина, додаде дека Кина е пријателска земја на украинскиот народ. Како амбасадор одговорно можам да кажам дека Кина секогаш ќе има позитивни односи со Украина и економски и политички, рече тој. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш на својот официјален профил на Твитер напиша дека повеќе од 3 милиони украински бегалци ја напуштиле својата татковина. Речиси 3 недели по војната, бројот на украинци кои избегаа во странство од руските бомбардирања за да ги спасат своите животи надмина 3 милиони. Повеќе од 3 милиони украинци се принудени да ја напуштат својата татковина. Нимочајно им треба мира, тоа го бараат и луѓето ширум светот, напиша Гутереш. Украинците масовно заменуваат во Словачка, Романија и Унгарија, а повеќето од нив бараат за солниште во Полска. Поминаа 22 дена од почетокот на руската агресија, а градовите како Киев, Мариупол и Харков секојдневно доживуваат воздушни напади на руските воени трупи. Тешка сообраќајна несреќа во која 9 лица ги загубија животите се случила синоќа во Тексас, а според информациите меѓу загинатите се и 6 студенти и нивниот тренер од Ново Мексико кои се враќале од турнир во голф. Загина и 13 годишно момче. Од полицијата истакнале дека во несреќата учествувале камионети комбе, а до истата дошло кога камионетот преминал на спротивната страна, удрил во комбето во кој биле машкиот и женскиот голф тим. Сите загинати починале на лице место. Двајца повредени со хеликоптер биле пренесени во болница и се наоѓаат во критична состојба. Најмалку 4 лица загинаа, 198 се повредени во силниот земјотрес кој ја погоди Јапонија синоќа, предизвикувајќи предупредување за цунами, јавија Надолија прес. Земјотрес со јачина од 7,3 степени по Рихтер го погоди североисточниот дел на Јапонија во 23 часот и 36 минути, соопшти Јапонската метеоролошка агенција. Земјотресот го погодил брегот на провинцијата Фукушима на 60 км под нивото на морето. Агенцијата издаде предупредување за цунами по земјотресот и ги предупреди луѓето за земјотреси со слична јачина во наредните недели. Во земјотресот биле повредени околу 198 лица во 12 провинции, а 3 лица загинале во најтешко погодените Мијаги и Фукушима. За среќа, земјотресот не предизвикал проблеми во нуклеарните централи во областите погодени од земјотресот. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.